На 20 милиони денари планира да инвестира во 2016 година ЈКП Водовод и канализација од Прилеп во различни сфери од делувањето на ова предпријатие. Главен акцент секако ќе биде реконструкција на водоводната мрежа. Како и секоја година, така и оваа се планирало да бидат заменети околу 10 километри од старите со нови цевки. Овој проект паралелно се имплементирал со замената на канализационата мрежа, каде во првата фаза беа заменети 23 километри канализациони цевки, а сега во втората фаза треба да се заменат уште 45 километри. Ова е дел од изградбата на проектот за пречистителна станица во Прилеп. Се покажа дека со таа реконструкција доста се намалуваат и загубите во водоводната мрежа. Пред се планира да се сработат улиците кои што се предвидени за реконструкција за канализационата мрежа, што е проект од ИПА фондовите, воден преку Министерството за животна средина. Тоа го правиме со цел да ги искористиме рововите кои што ќе се раскопуваат на одредени улици каде што ќе се менува канализационата мрежа, па со мало проширување ги користиме тие ровови и намалуваме трошоците за поставување на нова водоводна мрежа. Исто така ќе се изработувала и студија за намалување на загубите за вода преку намалување на притисокот. Ќе се евидентирале местата каде има зголемен притисок и преку поставување на редуцири за притисокот ќе се намалели загубите. Во 2016 за потребите на водомерната работилница во износ од околу 3 милиони денари размислуваме за набавка на пескара која што ќе служи за пескарење на водомерите кои што се еднаш употребени, еднаш или повеќе пати употребени. Имено со проектот од КФ банката добивме 20.000 нови водомери кои што ги заменивме во градот, но при тоа старите водомери ги складиравме во водовод и канализација и со замена на механизмите и со пескарење на куќиштето можеме да добиеме повторно нов водомер. Според директорот Николовски, ќе се правела и проектна документација за старите градски извори, реконструкција на потисните цевоводи за истите тие стари извори, а ќе се работела и студија за атмосферските води на ниво на град Прилеп. Според Николовски, овие студии морале да се направат, за да потоа предпријатието има можност со тие проекти да аплицира до европските фондови. Исто така, за оваа година се планирало и набавка на специјално возило за канализација, проект вреден 1 милион денари.